Работнички само една година престојуваше меѓу второлигашите и според очекувањата пак е во првата лига. Ќе се задржили таму малку подолго, прашање за шефот на стручниот штаб на Работнички Лазар Лечич. Па мислам дека ние за овие 6 месеца брзо испаднавме и брзо влегнавме у лига, тоа експресно го учинивме. Работнички направи еден амбициозен план и програм за 4 години. Во првите 2 години имаме проблем за борба за опстанок, да се створи еден резултат и еден квалитетен тим. У идните 2-3 години Работнички ќе работи на подугачки стази. Што е се потребно за да ја реализирате таа програма? Па мислам, најважен момент е да се створи домот на Работнички. Мислам дека оваа сала кај што се наоѓаме сега не одговара на реномето на кошарката во светот и на реномето на Работнички кај што игра во првата сојузна лига. И оние играчи кои треба да дојдат. Мислам дека е претесна и не е више комфортна и нема услови за адекватна работа на врховски спорт. Втора работа е дека треба да створиме еден наш систем, треба да створиме еден корен на Работнички, а тоа е еден долгорочен план и програм кој ќе го создаваме за идните 4 години до 1984 година. Има ли Работнички тим за првото наредно првенство во првата лига? Па тоа е деликатно прашање. Ја мислам дека Работнички овако како влие е проблем за да остане во квалитетната кошарка. Мислам се прават напори да се санира таа играчка ситуација, мислам да се створи еден тим, но можам да кажам дека Работнички во втората лига во изминатите 6 месеца направи многу, извади 7 млади играчи кои се доста дарежни, а дали ќе дадат резултат, тоа треба многу работа и да ги видиме на дело. Тренер на првиот тим на Работнички Александар Књазев. Ќе може ли Работнички да се носи со другите екипи во првата лига? По квалитетот кој што моментално располагаме во нашиот клуб, Работнички се наоѓа негдека измеѓу првата и втората лига. Меѓутоа, воколку не создадеме по една алтернатива уште за секое место во екипата, секако ќе биде тешко да може да опстане во елитното друштво. Капитенот на Работнички Јанко Луковски со својата екипа мина низ многу прволигашки битки. Ќе ја минете ли успешно и оваа сезона? Па се надеваме доколку Работнички се појача со 2-3 поквалитетни играчи, мислиме дека ќе успееме да се одржиме во првата лига. Какво искуство ви донесе настапот во втората лига? Па најповеќе добива младите кошаркари кои во едно вакво такмичење се прекалија и мислам дека ќе оправдаат во првата лига. Благодарам. За Стеван Гешовски и Делчо Станинов последниве сезони значеа и сезони на полна афирмација. Сега во прволигашкото друштво ќе биде потешко, имате поквалитетни противници. Како ги очекувате тие надпревари? Како да ви кажам, во прва лига секако е потешко него во втора, но ние се договоривме на една по-далекосечна работа и поозбилна, така да во првата лига секако ќе пружиме поише него што пружавме во втората лига и се надевам со подобри резултати ќе бидат. Ја мислам од голема важност е да се исполнат плановите што се зацртани со планот на Работнички за понатамошната работа, дека многу е важно за една екипа, млада екипа да има голем број на утакмици. Планираните утакмици ја мислам што се за играње во овој припремен период се многу важни за понатамошниот успех на екипата. Какви се вашите лични амбиции во наредниве првенства? Па моите лични амбиции се да пружам секако добри игри и да Работнички остане да се задржи во првата лига, што е наша најголема цел. Да вратиме публиката, да створиме квалитетна екипа, да се дичи градот за Работнички. Благодарам. Благоја Георгиевски 129 пати настапувал во југословенската репрезентација, творец на многу победи на Работнички. Што вие мислите за нареднава прволигашка сезона на Работнички? Ја мислам дека екипата во оваа втора лига заслужено го освои првото место и се
квалификува во првата лига. Меѓутоа, овој состав мислам дека не е способен да го задржи местото во првата лига, што значи дека се потребни известни засилувања на екипата. За такви засилувања се збори, колку ќе се остварат, зависи од ангажираност на нашата управа. Вашите лични амбиции во репрезентацијата? Па ја мислам дека тие амбиции се веќе прошлост, бидејќи став е во нашата кошаркашка репрезентација да секој што се надополнува преку млади кадри, така да моите амбиции за репрезентацијата се скоро сведени на нула. Значи, сите ваши сили ќе ги усмерите кон што поуспешен настап на работнички? Сигурно и мислам пред се опстанок во првата лига, што ќе биде главна задача на нашата екипа во наредното првенство. Благодарам. Најмасовно спортско друштво во Републикава е Вардар од Скопје. Тоа во своите редови опфаќа 15 клубови со над 1600 спортисти, со 450 спортски аматерски работници, 8 екипи од нив се такмичат во сојузна конкуренција, што представува 1/3 од целокупниот квалитетен спорт во Републиката. Наš соговорник е представителот на спортското друштво другарот Илија Сипковски. Другар Сипковски, во што се состои општествената трансформација, преобразба на вашиот клуб? Самоуправната трансформација во нашето спортско друштво отпочна со донесувањето на новите устави на Социјалистичка федеративна република Југославија и на Социјалистичка република Македонија. Ние на својата прва изборна конференција веднаш по донесувањето на уставите во нашиот статут ги изградивме основните принципи на уставните решенија и го аплициравме делегатскиот систем во работењето на нашите здружени спортски клубови и на друштвото во целина. Сметам дека во досегашната практика тоа делегатско работење, одлучување во клубовите и во друштвото покажа прилично добри резултати и мислиме дека во иднина треба натаму да го унапредуваме, да го продолбочуваме и да го се уште доразвиваме. Нашата конференција како највисок орган на друштвото е составена на паритетен принцип од подеднаков број делегати од сите дружни клубови, а исто тоа го направивме и со нашето председателство како извршен орган на конференцијата, во кој што членуваат по 2 представника, по 2 делегата од секој дружен клуб. Така што всушност проблемите кои се јавуваат на ниво на друштвото ги решаваме заеднички, со партиципација на сите клубови, преку нивните делегати кои што на составноците на председништвото и на конференцијата ги изнесуваат мислењата, предлозите, ставовите на своите делегации. Вие сте првата спортска организација која наскоро треба да спроведе во дело идејата на другарот Тито за колективното раководење. Да. Ние токму заради тоа нешто го пролонгиравме одржувањето на втората изборна конференција за известно време, за да можеме во нашиот нов статут да ги аплицираме идеите, односно да ја аплицираме идејата на другарот Тито за колективно работење, раководење и одлучување. Во таа смисла нашето председателство пред да се донесе нацртот на статутот застана на становиште дека треба да се укинат функциите председател и подпредседатели на друштвото и место тоа да се колективниот орган, раководен, извршен, председателството формира врз делегатски принцип со еден преседавач со едногодишен мандат. Така што секоја година со работата на председателството ќе раководи преседавач, а исто така со конференцијата ќе раководи работно председателство. Всушност, сметаме дека на тој начин уште понатаму ја продлабочуваме делегатската работа, делегатското одлучување, заради тоа што на тој начин ќе дојдат до израз повеќе делегациите на клубовите во работата на друштвото во целина, а од друга страна настојуваме преку тоа наше организирање и колективно раководење да во добар дел ги вклучиме активните спортисти кои што досега можам да кажам
не беа баш во прилична мера вклучени во нашата секупна работа. Чинам дека ваквото ново престројување и на конференцијата и на председателството со едно колективно раководење ќе му даде шанса и на тие наши активни спортисти да земат едно поактивно учество во секупната работа на нашето спортско друштво Ватер. Пинг-понгот во Републикава има долгогодишна традиција. Се сменуваат генерации, се раѓаат таленти, но по некое непишено правило, тие остануваат во рамките само во Републикава. Додека во пионерска и младинска конкуренција, во сојузна конкуренција, тие имаат постигнати одредени резултати, за сениорите не можеме да кажеме ништо пофално. Дали со тоа, со престанувањето на значењето на талентот, престанува и квалитетот на работењето. По клубовите не се работеше систематски, а отсуствуваше и стручната работа. Некогашните чести квалитетни турнири, што ги организираше Пинг-понгарскиот сојуз на Македонија, беа се поретки, а денеска веќе не се одржуваат. Додека пред повеќе години центри на овој спорт беа Тетово и Скопје, во последните 7-8 години Прилеп, поточно Пинг-понгарскиот клуб Младост, е носител на една систематска работа. Секако голем успех за ова има тренерот на екипата Стеван Стевановски, кој веќе 13 години се успех го води клубот. На кој начин успеавте да создадете вакви услови, да имате собствена сала, за кои може да кажеме дека ниеден клуб во Републиката и нема такви услови? Ние како клуб постоиме веќе 30 години и за една таква сала мечтаеме исто толку. Благодарение на разбирањето на СИЗ за физичка култура на Прилеп, а исто така и организациите од градот, успеавме да добијаме една мала сала, но за нас стварно голема, во која ја одвиваме ова наша активност, а тоа допринесе и за резултатите кои што ги постигнавме во овој период од како изградивме сала. Во сала гледаме голем број на млади пинг-понгари и пинг-понгарки, тие имаат и одреден квалитет. Што очекувате во наредниот период од нив? Навистина е така. Имаме безброј, не само младинци, него и пионерчина, кои што и до сега постигна одлични резултати, станаа прваци на Македонија, како во екипна, така и во поединечна конкуренција, било во машка или женска конкуренција. Сметам дека тоа се еднината не само на прилепскиот, но и македонскиот пинг-понг. Кој од нив би ги одвоиле како одреден квалитет? Не би сакал да одвојувам некој посебно, но сепак морам да кажам дека неколку од нив навистина се истакнуваат, а тоа е пионерскиот првак на Македонија Шлакевски Маринко, Ивановски Златко, а и останатите така се добри пинг-понгари. Вие од оваа година такмичите во втората сојузна лига. Се наоѓате во самиот врв, со пласменот меѓу првите три екипи, вие стекнувате и право да учествувате во квалификациите за првата лига. Одамна сакавме да се такмичиме било во втора или прва сојузна лига, но како не успеавме во првата лига, се такмичиме во втора лига, тоа е меѓурепубличка лига, и во таа лига одигравме 7 надпревари, исто толку ги добивме. После првиот дел се наоѓаме на прво место и сметам дека до крајот на првенството нема да ги спуштиме и ќе бидеме прваци на оваа меѓурепубличка лига, а со тоа ќе успееме и да учествуваме во квалификациите кои треба да се одржат за влегување во прва сојузна лига. Првите букви во големата книга за ракометниот спорт во нашава република почнаа да се пишуваат веднаш по војната. Од тогаш се минати 30 години, а меѓу првите актери на ракометниот спорт во првата генерација кој има големи заслуги за популаризацијата на оваа игра е и инженерот Зафир Куновски. Спортот му беше и му остана прва љубов. Во времето кога спортот стануваше дел од секојдневието на младите, ракометот влезе во срцето на младиот Куновски. Тој, како и поголемиот дел од својата генерација, беше активен пливач, ватерполист, кошаркар, се занимаваше со скијање. Но ракометната игра целосно го опчини. Во спортот, што му значеше живот, Куновски ги постигна неголемите успеси. Скромното момче од Скопје брзо го сврте вниманието на ракометните стручњаци.
Штраусот на ракометните терени брзо стана член на најдобрата југословенска селекција. Во Републиката му немаше рамен. 3 пати беше прогласуван за најдобар ракометар во Македонија. Куновски, човекот кој е еден од првите актери во ракометниот спорт, заедно со своите клубски другари од првата генерација, докажа дека спортот, секојдневните тренинзи и вложувања не се пречка за остварувањето на животните амбиции. Куновски со успех дипломираше на архитектонскиот факултет. По завршувањето на играчката кариера, Куновски му се посвети на тренерскиот позив. Како ракометен учител има забележано многу успеси. Низ неговата школа се минати голем број ракометари, ракометарки. Куновски цели 30 години и остана доследен на својата прва љубов. Од својата долгогодишна играчка и тренерска кариера, Куновски тешко може да ги издвои пријатните спомени. Секоја слика, напис во весниците е приказна за себе. Признанијата, спомен плакетите, пофалниците, спортските значки, говорат ја дополнуваат животната приказна за инженерот Запир Куновски, човекот кој како тренер ја доби полната сатисфакција во работата со ракометарките на Скопје, кој први во Републиката го почувствува прволигачкиот живот.